Низ Украина стотици илјади домови, училишта, болници, фабрики и јавни згради се уништени од руската инвазија. Нивите се минирани, патните железничките врски беа одсечени, а неодамна беше крената во воздух и браната Каховка, што создаде еколошка катастрофа. Светската банка неодамна ги објави трошоците за реконструкција на 411 милиарди долари досега, што е 3 пати повеќе од бруто домашниот производ на Украина. Украинскиот претседател зборуваше на конференцијата. Во моментов нема место во светот каде што има потреба од изградба и обнова на толку многу објекти како во Украина. Секој нов ден на руската агресија носи нови урнатини. Европската унија вети дополнителни 55 милиарди долари заеми и грантови на конференцијата. Велика Британија вети 3 милиарди долари, а САД дополнителни 1,3 милиарди долари со цел обновување на оштетената енергетска мрежа и транспортна инфраструктура на Украина. Закрепнувањето е за поставување на темелите за Украина да напредува како безбедна, независна земја, целосно интегрирана со Европа, поврзана со пазарите ширум светот. Демократија вкоренета во владењето на правото. Инвестициските ветувања се добар почеток, но ќе бидат потребни повеќе, вели аналитичарката Орисија Луцевиќ. Она што го слушнавме од многу министри за надворешни работи, од Франција, Германија и Италија, е дека Украина ќе биде членка на Европската унија. Тоа е многу силен сигнал за приватниот сектор. На конференцијата беше прикажан и план за нова подемократска иднина на Украина. Закрепнувањето е повеќе од санирање на физичката штета. Украина мора да излезе од оваа војна како посилно општество, подобра влада, помодерна економија отколку пред војната. Ова е визијата на украинскиот народ за жртвата што ја плаќаат и продолжуваат да ја плаќаат. Луѓето сакаат да се осигураат дека има правда и антикорупција и дека граѓаните, заедниците, волонтерите се вклучени во обликување на плановите за закрепнување на локално ниво. Огромните економски и човечки трошоци од руската инвазија продолжуваат да растат како што војната продолжува. Украина продолжува да се бори против силите на Москва, иако планира нова иднина.